Добро вечер и добро ни дојавте во уште едно издание на Жилет. Ве карам и вечерва да останете со мене, затоа што имам вистина еден многу специфичен, убав, домаќински разговор со мојот вечерашен гостин. Сите ние во текот на нашиот живот сакаме и се трудиме да оставиме печат за време на нашето постоење на различен начин, со она што го правиме, преку нашето семејство и така натаму, но морам да признам дека нашиот вечерашен гостин е непоправливо влюбен во неговата земја, Македонија, човек кој многу пишува за неа, за незината историја, за ликови кои се дел од нашата историја, Зоран Спасов Зов, човек кој ги сака многу медиумите. Добро вечер и добро ни дојде. Добро вечер, добро вечер. Ке бидеме на ти заради годините Нормално. познанство и пријателството кое што си го негуваме и за поприроден разговор, нема да ми замерат гледачите на македонската телевизија. Но вистина верувам дека ни предстои во наредниве минути еден интересен разговор, затоа што од една друга страна ќе се обидам да го доближам твојот лик. Ти некако се доближуваш преку сите оние дела кои ги правиш и ги оставаш, веќе се 8 книги на број, но и преку многу работа кога медиумите се во прашање, и тоа е, пак ќе речам, оставање на една легитимност, на време, на твое постоење, нешто што сакаш да го оставиш за генерациите, но да покажеш колку многу љубов има во тебе за оваа наша Македонија. Во право ли си? Така, во право си. Тука ќе се надоврзам дека има луѓе прават манастири, прават нешто она. Да, вистина. И ја на друг начин решив тоа да го направам. Убав е начинот од кој аспект? Ајде, прво ќе почнам, можеби ќе ги спомнам книгите. Во ова да речам поново време или во овие последни неколку години оставаат и тоа како и печат, но и некако видливо зборуваат за она што ти веројатно во твојата душичка си го криеш и сакаш да го пренесеш. Може порано биле само емоции, начин на размислување, но сега веќе се видливи дела кои остануваат за генерациите и сведочат, пак ќе речем, за работи, настани, за времења на кои што треба и тоа како и да бидеме горди, но и да подразмислиме што се имаме и дали тоа што го имаме знаеме да го сочуваме. Така, ја не очекував ваков успех, искрено да кажам, затоа што во 7 години 6 книги да се напишат, тоа е неверојатно многу, покрај работа, покрај обврски дома, покрај други обврски. Тоа е страшно. Меѓутоа, веднаш кога почнав ја да имам фидбек од публиката, кој почна ме засакува, има и зошто ме сака, едноставно тие ми даваат еден пуш, неверојатен, да ја морам секоја година нова книга да правам. И така почна целата таа епопеја, се врзав со издавачот најголемиот во Македонија и се одлучивме на таква една екскурзија, као дует, со една цел, дека целиот приход од сите книги ќе оди во добротворни цели за тоа полесно. Да, ќе зборуваме за тој момент што е исклучително важен и дали ние тоа го имаме како чувство, како нација, што е, мислам дека, пак ќе речем, навистина важно, затоа што некако на поинаков начин не отсликува како луѓе, како народ, како таа емпатичност која треба и природно да ја имаме, да ја негуваме, но и да ја гледаме околу нас и можеби тоа е одговорот, јас би рекла некогаш, често не е нешто, некоја флоскула која јас ја измислена е многу одамна, убаво е да се потсетуваме од време на време дека љубовта е одговор за се веројатно и таа емпатија која ни е тоа како потребна да ја гледаме околу нас. Ајде да прво кој е всушност Зов кога нема публика и кога нема светла, и кога нема медиуми. И кога не пишува? И кога не пишува. Па сега повечен човек, нели, си одам на работам во една светска компанија, на така прилично висока позиција. Имам еден прекрасен микрокосмос од пријатели, кај што затворен, тоа е буквално како секта, кај што е основен постулат на дружењето да се радуваш на туѓиот успех повеќе него на својот. Тоа е клjuč на успехот. И едноставно тоа е. 2 деца ми се во Канада, одам таму, се враќам. Едноставно, тоа е животот. Сега во овие години па и не можеш мислам премногу да правиш или нови почетоци за нешто. Па за тебе не би рекла баш, но да, ама тоа е вечето влюбен во медиумите, веќе 30 и кусур години со медиуми и тоа ми е пасија, а пишувањето само по себе си дојде на прилично постари повозрасни години. Ајде да се вратиме на медиумите или да започнеме од тука. Бидејќи да речем некои по возрастни генерации, нашиве генерации, исклучително многу се сеќаваат на тоа време кога го имаше Џандар збира, кога излезе Обласни кем. Значи М-експрес, таблоидот. Тоа е една вистинска експанзија кога печатените медиуми се во прашање, па потоа нели телевизиските проекти кои вистина собираа маса луѓе и се чекаа сите работи врзани нели токму со сите овие медиуми и случувањата околу нив. Дали било квиз, дали биле
еве да речеме некои проекти, ТВ проекти кои на некој начин преку хумор, смеа и така натаму не собирале и правеле да сакаме да гледаме и телевизија, но и да бидеме на местото на настанот. Да, и тоа беа прапочетоци од таа транзиција. Ние имавме по 24 години. Почнавме да регистрираме приватен вестник, ми рекоа не може така како приватен вестник, мора у Белград да идеш и отидовме у Белград да добиеме дозвола. Едноставно така почна ентузијастички, напуштивме дури факултети, некои од нас напуштија со жени, со деца, како да кажам, без пари, без плата. Значи јас сум морал да продавам вестници на аутопазари на плоштад да можам да ги прехранам децава. Сум морал да продавам јајца у влезовите у капиштец табли за да ги прехранам, а одиш у нешто што не знаеш дали воопшто ќе има иднина. Затоа тргна полека, подоцна нели и првиот таблоид го направивме М-експрес, па и енигматски, направивме дистрибутерска мрежа, па печатница и тоа растеше. И едноставно као нели јагода на шлагот беше тоа шоу Џан да разбира, кај што тоа беше масовна хистерија. Тоа немаше луѓе по улици, кафичи не работеа кога се прикажуваше. И така да тие медиуми, независно јас што сум студирал градежен факултет, го одбележа мојот живот за подоцна, после моето враќање од Канада, да кажеме, нели ја формираме таа медиумска групација, Клип Медија Груп, со 7-8 портали, со агрегатори, со вебсајтови во соседниве држави, со телевизиски студии и така натаму. Кога ја спомена Канада, често зборуваме дека, односно се прашуваме сите, дали заминувањето или бегството е одговор, спас, решение, еве како искусен. Да, многу искусен, затоа што пробал тој пат и сега е тука. И книгата Торонто Експрес, а и представата во МНТ, Торонто Експрес, тоа е фантастична монодрама, да, со Александар Микич, кој исто помина фантастично. Дава одговори дали вреди или не, зависи како ќе ја гледаш. Ти од дома ако се спремиш да се смееш, ќе се смееш, а можеш да плачеш, доста луѓе и плачат. Меѓутоа тоа е една, како да кажам, тоа мораше да се случи кај мене. Затоа што прв пат тоа ќе го кажам пред екрани, кој кажав на татко ми дека ќе одам у Канада, вика малце влези у соба. Зашо? Влези у соба, влагам ја, кажи колку пари дужиш. Кај дужаме, ништо не дужам, викам. Не, ти мора да дужиш пари чим на овој статус што го имаш овдека, оваа работа, оваа куќа, овој комфор и така натаму и семејство, ти века се решаваш да одиш. Меѓутоа тоа беше посилно од мене. Отидов, или си почнав од нула таму, као што треба. И така, тоа беше приказна, меѓутоа после се вратив. Имаше причини зашто. Отвори некој пат за деца. Да, децата се таму се. Они завршија факултети таму. Керката дојде, поживеа малце со нас и рече, ја кога ќе дое време да се мажам, ќе одам у Канада. И така и се деси. На моменти си размислувал дали требаше да го направам тој чекор заради нив, сега се далеку од мене или воопшто немаш такви? Тоа е вечна дилема. Да. Тоа никогаш нема да го знае човек одговорот, меѓутоа знаеш како, многу е убаво, јас што викам, прво од една страна сум атеист, меѓутоа втора страна треба човек да се смета за граѓани на светот. Значи на прво место, нели јас сум македонец, скопјанец, па југословен, па и така натаму, меѓутоа на крајот мора да си граѓани на светот за да можеш имаш такви white погледи на се. И сега кога ја спомена Југославија, тука ќе ми дојде веднаш асоциација за Тито, мојот последен херој. Книгата која што испоменав на почетокот, има неколку херои кои досега во твојата писателска кариера се пофатени напишани и ќе ми кажеш зошто и од која причина. Ме интересира зошто Тито. Зошто Тито? Па Тито беше рол модел мој као дете, нели? Тоа беше драма, он кој умре, ја имав 15 години и така цел живот некако остави белег. Така да 2012 година во нашиот дом ние го беатифициравме, го направивме светец и ја земавме славата Свети Тито. Тоа беше прв чекор, нели? За подоцна, кога случајно во еден учебник по историја сретнав дека после Илинденското востание доаѓа осамостојувањето на Македонија, прескочене на цела епоха од 80-90 години, одлучив да напишам роман за Тито. Тоа беше едно 4 годишно истражување, немаше тогаш ни толку, кажем, интернет, че гледање документарци, книги и така натаму. И направив една многу мека приказна и љубовна и секаква за Тито, за да го доближам до новите генерации, кај што реално има многу вистини што не ги знаат луѓето, меѓутоа има и една многу мека приказна за Македонија воопшто. Така да тој еден
колаж од 3 нарации и таа книга постигна еден неверојатен успех. Таа беше нормално пак најпродавана книга таа година и што ми беше особено драго, а подоцна ќе кажеме за хуманитарниот дел. И многу млади ја читаат. Мене тоа многу ме изненадува за сите мои книги. Затоа што, нели, кој ќе кажат луѓе, не читаат, младите не читаат, не се сложувам баш. Да, и тоа е една тема на која многу често се зборува. Имав и гости скоро, околу сајмот на книга, нели, промоција на истиот. Имаме ли публика, читаат или не, нели, во ваков дигитален свет во кој живееме, децата или младите генерации, да речем, се полесно, нели, име да и навикнати се, тоа е нивното време на живење. Да. Се да биде изџвакано, се да биде на скрол, нели, се да биде брзо добиено како информација. Нема трпение за вртење страници, желбата, нели, да се држи форма книга во раци и да се чита и да се проследи како таква истата. Но еве да речеме твоето искуство е сосема поинакво. Да, младиве, они, знаеш како викаат, се сакаат инстант. Значи, нивниот фокус е измеѓу 7 и 8 секунди на еден пост. Ако е поише од 15 реда, тоа нема теоретски шанси да го прочита. И сакаат инстант пари, инстант слава, инстант секс, значи све сакаат инстант. Значи, многу е тешко да го задржиш вниманието, а како сум успеал јас? Прво, тоа е една порака и до други писатели у Македонија, автори. Ја не се сметам баш него за писател, тоа многу звучи, тоа друштво на писатели. Меѓутоа, проблемот е тоа што они не пишуваат на модерен јазик, модерни теми и на стил што е приемчив за младиве генерации. Ја кој пишувам било кое дело, ја се обидувам 20 годишен човек да може тоа да го свати, ако е тоа историска фикција за Тито што нема појма ни кој бил ни шо бил. И реално мислам дека успехот тука е. Тоа е една работа, а втора работа е што кампањите што ги правам јас за моите книги се голем дел од успехот доаѓа од кампањите што ги правам. Јас на многу издавачки куќи сум им понудил преку порталите, преку да им пружам прилика да промовираат книги, не се заинтересирани, инертни се. Значи, тоа е една многу специфична фела на издавачиве. А инаку исто така можам да кажам за читањето версус нечитањето. Моите тиражи покажуваат дека читаат младите и старите читаат. Меѓутоа, доста виновни се и медиумите. Пак ја кажам, затоа што ние немаме веќе редакции за култура, немаме емисии за литература, има се еден кај вас еден обид, гледам. И тоа ние мора да го промовираме тоа. Писателите во соседниве држави се богови, значи Господ е, секој, дали во Србија, дали во Бугарија, дали да не зборам за напред. Ние не ги третираме тие, не ги третираме. А исто голема грешка е што пак авториве живеат во тој свет дека ако напишат нешто многу мудро и многу филозофски и овона, дека ќе постигнат некои височини, а тоа реално се печати во 100-200 примероци. Така да не е дека не читаат. Не, гледам сега и на сајмов на книга многу млади, тоа е неверојатно. Сите купуваат со кеси, а стар човек не видел да купи книга. Така да не е изгубена надежта и вербата. Да. Веројатно и начинот на кој пишуваш, знаеш како да се доближиш до публиката. Дали, да речеме, тука играш и на карта со книгите како Џабе живиш у Скопје, Цепај сине. Да, имам ја, сите книги ми се нешто, Жиле, сите имаат различен жанр. И сакам да се испробам. Дури и моите 3 романа, што се историска фикција, што се трилогија, нели Тито, Сирма и Гоце, сите се на различен начин пишувани, експериментирам. И ефектот е фантастичен, затоа што мој основен мотив кој пишувам е да се предизвика чувство. И тоа сериозно чувство. И не е онака читаш ти сега љубавно романче, он имаше плави очи, нели тесни кукови и челичен поглед или она, тоа не. Тоа нема. Ја идев доста долго на карта на смеа. Значи тоа е убитачни се, например, Цепај сине, тоа не можеш да читаш, тоа умираш од смеење. И тоа чувство е најтешко да се долови. Најтешко е да го насмееш човекот, поготово со пишан збор. Со глума можеш, ќе направиш, ќе дъткаш, ќе направиш нека керефека, ќе се насмее, ама со пишан збор е многу тешко. После тоа дојдов да експериментирам со други чувства. Кај Тито направив едно чувство да секој човек сам да мора да се поправи себе си,
за да може да ја доживее таа среќа што сме имале ние како млади. Со Сирма, на пример, има чувство, ти доаѓа да станеш дутепаш човек. Значи, такво е чувството, а со Гоце има едно многу посебно чувство, што не би го кажал сега да не го откривам, пошто ја да не бидам, да, пошто е сега тази книгата, ама да речеме почетокот некако буди чувство на враќање на патриотизмот, и на тема, родолюбието. Дали знаеме вистина, дали ништо не дали знаеме. Тоа чувство само ни е пренесено, да речеме. Да. Колективна меморија, слаба колективна меморија тоа, да. Тоа сега да речем не ми е завршена, па ќе разговараме од кога ќе завршам, ама првото вака чувство кое го добив, да речем, во првите некои 20 на 30 страници, буквално тоа, дека ти доаѓа и си велиш чеке, знаеме ли ние? Да, и се срамиш од себе, малце. Мора да се застрамиш од себе си. Сам дека површнини се, речено. Информациите, чувството, љубовта, зошто го немаме тоа, да речеме, како некои од соседните земји кои мислам дека во така име во кодот запишано или не знам како им го наметнуваат тоа чувство на таква љубов кон земјата, кон историјата. Државата работи на тоа. Ти словенците да ги видиш колку ја сакаат Словенија, тоа не можам да они не беа патриоти, станаа патриоти сега на стари години, пред 20-30 години станаа патриоти. Пак е тука до лидершипот, као прво, до грижата за народот, за своето, да. Значи, историјата е комплетно тргната на страна, културата е тргната на страна и како да кажам, имав едно искуство сега многу интересно, пак е пошто за деца пак збориме. Моја пријателка беше у Стокхолм на едно советување со, не знам, таму 20-30 делегации од земји и сега како да се унапреди образованието во вакви земји у транзиција, што се по 100 години у транзиција, нели? И се представуваат и таа што е модератор таму, главна фаца, жена, ја прашува ти од кај си? Вика од Македонија. Тоа Македонија вика Југославија беше? Да. А вика па зашто си дошла ти тука? И ова не знае што да каже. Па вика нашиот систем образовен ние го препишавме од Југославија. Зашо вие го менјавте? И ова се усрамила, не знае што да каже жена. Така да правиме глупости ние. Значи многу глупости има направено. Ја ќе кажем уште еден пример која се печатеа во времето на прошлите гарнитури, оние капитални дела, собир нели на најдобри македонски наслови, светски врвови на филозофијата по 1000 примероци и ваму таму, што до ден денеска седат нели по депоата, по архивите, значи тоа ни се продава ни ништо, ни се чита. Отидов кај тогашната министерка, викам, слушај, вака и вака, да не именувам, може ли, викам, сите овие права да ми ги даеш мене, да ги објавиме бесплатно за сите македонци у Македонија, у соседни држави што живеат и во диаспората, бесплатно. Зашо печатите тука 7-8 милиона евра, бесплатно нула ќе ве кошта. Тоа да се немало слух за таква работа, тоа е страшно. Али пак е, сега прво нормално, мора прво да си го зачистиш својот двор, така. Ама таа свест за држава ние немаме. Не сме ни имале веројатно во минатото. Да речеме дека сите ние имаме и по некаква одговорност и ќе ја подигнеме свесноста на едно друго ниво, за тоа дека вистина ова парче земја треба да си го сочуваме, да учиме за историјата, да учиме за ликовите на различен начин, секој може да ги прими информациите, нели зависно од карактерот, од каков човек е, нели, во принцип, но верувам дека треба некој основен кодекс да имаме кога е во прашање земјата и од каде ние потекнуваме. Со казни, Жиле, со казни Сингапур, од страшно една катастрофална држава стана најдобра само со казни. Таму е $500 ако фрлиш мастика на улица. Нема тоа одна. Јас сум за казни драконски. Канада така функционира. Ке дојде некој од Пунџаби, од не знам од каде, од Индија, вози 60 на сат. Значи готово, тоа ќе го одерат, ќе те стрела. Научивме, многу време дигнавме сите, но во секој случај ефектот се гледа, вистина. Така е. На почетокот само со казни. Нашиот народ не е спремен за демократија. Не е спремен. Мора со казни. Јас сум за тоа. Ајде да се вратиме на книгите, да не биде дека сме многу лоши, дека Птен жилет тргнавме многу со остро. Колку е терен, да речеме, да се влезе на терен или да се пишува за историски ликови како Тито, како Еве Сирма, што ретко кој се фатил во коштец да го ликот и делото на Сирма да ни го пренесе преку пишан збори, да го доближи, да речеме, до читателската публика, до народот воопшто. Ние и дури вчера на промоцијата спомена, вистина ми дојде и смешно, но од друга страна и тажно, дека поголемиот дел од
нашите хероини. Ние ги познаваме по некој објект, улица или така натаму. Значи, ја немаме целосно приказната или не ни се доближени целосно за тоа што ти е правелеш, каков печат оставиле во историјата. Знаеш како, имам едно интервју со Гоце Делчев што го направив, лично, персонално, го има на сајтот, кој што Гоце вика дека ние имаме доволно херои. Ние не ги знаеме, не ги познаваме. Значи, ние имаме премногу херои што апсолутно кај нас рол модел не може да биде некоја бараба или, ме разбираш, криминалец. Ние мора спортисти, мора колумнисти, мора уметници. Ние имаме прекрасни ликови. Јас сум одушевен какви ликови имаме. Сега да не ги именувам. Тоа се светски признаени. Ние, тоа не го знам, он сега мене ќе ми свири гитара, она за Владко. Владко е звезда светска, овдека нема се почитуван у Скопје. Имам, значи, и Славчо, што работи дизајн за Мерцедес, Ласко Ѓуровски, што е најдобар фотографер на земјината топка, Зоки Кардула, што прави неверојатни чуда. Значи, знаеш какви ликови имаме? Тие треба да бидат идоли. И нормално спортисти што не идат во реклами за спортски кладилници, а сите идат. И сега, тука, зашто ти, ако немаш рол модел, ти немаш никогаш да пораснеш, немаш да ти се оформи фонтинелото, што викам ја. Значи, не може да ти се оформи твојот поглед на света ако немаш рол модел. Дали е у семејството, дали е некој селебрити, дали е личност. Кај нас кои се, сега да не се лажеме, кај нас рол модели се инфлуенсерите. И сега ние како држава не даваме доволно простор за тоа. Ние немаме млади новинари веќе, ти знаеш, 1, 2, 3. Едноставно тоа тоне, за жал, сценариото е многу црно, него се вратиме на поведрите. Ведрите. Ајде, ќе го направиме да биде и поведро и посветло, само ако еве вака. Изборуваме можеби и јавно и стануваме свесни. Ова што велиме дека вистина има луѓе кои се пример, само треба простор да им се даде и да ги видиме во медиумите јавно, да ги извлечеме од таа темнина каде што се. Вести не може само да се негативни. Дневник не може. Не може да шахта чешма у некое село се отворило 15 минути прилог. А да нема прилог за мојата промоција. Мислам, не е ова дека сум нескромен, ништо за такво некој ивент. Ајде за егото кај писателите. Малку, тоа е страшно големо. Тоа е на левел. Се враќам на промоцијата, дека не си во друштвото на писатели, ако си важиш за еден од најпродаваните со факти, нели со продадени книги во Македонија, со сите овие дела за тебе, а сепак не си во тоа друштво. Па, тоа е башка моја долке. Егото да е скратиме, за егото. Да, многу е големо егото кај писателите, поготово кај постарава генерација, маливе се малце пофлексибилни. И тоа ти е савет мудраца, они така се рачуна. Тоа ја ги викам друштвото на писатели како нешто на маргините на 14-тиот конгрес на Сојуз на комунисти на Југославија кој се распадна. И едноставно таму нема свежа крв, нема идеи, нема ништо, а тие треба да се носители на таа кауза. Егото кај писателиве е големо и пак ќе кажам, ја имам македонски писатели што сум ги читал, по 10 пати сум се обидувал иста книга да ја прочитам, не сум успевал. А тоа се третира за вау. И едноставно дека не го сменат они својот мајндсет, дека не се доближат до читате, они не се доближуваат, они ја печатат книгата и си седат у глувчешка дупка и да искочи и тоа е. Значи не може, мора да си активен, што правиш Игор Џамбазов, шеташе со комбе по цела Македонија, суте под продање. Значи, тој маркетиншки филинг, денеска така се продава. Не можеш ти сега да идеш 1500 книги што да купиш. Мора да му пред очи да му даде на човек. Ја неам его што се однесува до книгиве. Сега егото пак зависи... Имено дали знаеме да го контролираме плюс приказна. Да. Најголем непријател е егото. Да. Но дали знаеме да го ставиме под контрола? Е, тука е веројатно најголемата замка е тука кај што паѓаме. Да. Борбата со сопственото его. Да. Дали пак си и самокритичен кога книгите се во прашање, бидејќи вистина, ајде се врзвам и постојано зборувам за историските ликови, бидејќи е тежина да пишуваш за ликови кои се печат на време на историја и треба да напишеш нешто што ќе остане печат. Тежина е, да. Зошто е тежина? Затоа што прво сакаш да ги доближиш тие ликови до обичниот човек, затоа што
реално, они што може да видат, да прочитаат на Википедија, има овие документарција што се вртат по телевизија. Значи, све е тоа фактографски. Нигде не е прикажан тој човек како човек. Значи, никаде нема што он чувствувал, кои биле неговите дилеми, драми во животот. Тоа исклучено е тоа. И се ти мора него да доближиш како човек за ти го запознаеш ликот. И ја тоа го правам. И тоа го правам затоа што за Гоце беше посебно тешко. Зашто тоа беше страшен предизвик да се напише, страшна храброст и страшна одговорност. Ја имав консултанти од Институт за национална историја да направам некоја грешка. Зашто ти си играш со најголемиот од сите големи, тука нема место за грешка. А реално мораш да го, ја не го прикажувам него како војвода тамо да тепа турци, кај мене нема убиства во книгата. Едноставно само чувства се. И од прилика тоа е исто и за Тито, за Сирма, оваа трилогија историска. Мислам дека највише ми лежи дека ќе продолжам оваа историска фикција што викам. И цел свет веќе функционира така. И најголемите светски писатели, као Ден Браун, они се сите реално на историска фикција веќе ориентирани. И најубаво е за читање. Зашто трилер сега овој Гутепал, овој го барал полицајецот, тоа ја мислам дека Но и веќе добиваат своји филмски верзии, овие историски фикции кои се пишуваат и тоа се поприлично гледани, да речеме, и на светско ниво. Мора признаеме, имаме ли таков некој, да речем, следен момент на размислување дека треба да си добијате своја филмска, би рекла јас, верзија? Има. Има. Вашава куќа е најмеродавна. Гоце е напишан како Netflix серија од 52 епизоди, тоа го кажа. И тука стварно може 52 епизоди да се направат. И може, зашто не, кога може Сенка над Балканом, Србија направат таква една фантастична светска серија, зашто не можеме и ние. Можеме и ние. Да. А меѓутоа треба да се пишува. Ние имаме милион јунаци што не ги познаваме. Значи милион, стварно. Имаме стотина јунаци што мислиме дека се херои, а не биле херои. Значи ние имаме малце извртена слика за историјата, но тоа иде. Ќе читаме и ќе расправаме на темите. Кога спомена дека треба да се пишува и дека има работи за кои треба да се пишува, има ли мисли или можеби идеи кои ти паднале на памет, се тука во тебе живеат, но се плашиш да ги ставиш на хартија или се преслушуваш дали е вистинското време сега? Имам искрено. Имам и колум напишувам од време на време нешто, а меѓутоа книги имам 2-3 да кажеме у глава, меѓутоа ако ги напишам и ако ги објавам, ќе ми биде забранет влез во многу држави. Значи тоа е уствари тоа што ме спречува. Добро. Тие муабети се само за мал круг. Сега толку можам да кажам, да не ги споменувам државите. Нема потреба. Да не ни биде и нас, односно мене. Соучесник да бидам. Се шегуваме. Колку луѓето сакаат да соработуваат кога се книгите во прашање? Колку можеш лесно да најдеш луѓе кои ќе бидат, бидејќи оваа работа, пишувањето книгите, да го препознаат твојот талент, она што сакаш да го кажеш, не е работа на еден човек. Тимска работа. Издавачка куќа. Издавачката куќа е комплетно. Сепак луѓе кои можеби ќе ти го дадат малку и правецот. Комплетно е посветена, дури малци и повеќе него што е, затоа што имаат и други автори. Не ја менуваш екипата? Не ја менувам. И апсолутно не ја менувам. Ни од уредничката, ни од делов за маркетинг, што е тварно тимска работа. Цела машина работи, реално. Што и двете уреднички, што ми се и мојата и главната, секогаш идам на консултации за било што ја не сум писател, ја не сум ни книжевно сум студирал ни ништо, ја почнав реално на многу стари години да пишувам. И целата таа екипа, и после кога ќе дојде времето до реализација, дали после печатењето да кажам, тука се уклучуваат маркетинг агенции про боно. Значи они работат без пари. Се брендираат автобуси без пари. Се поставуваат билборди без пари. Зашто, знаеш како, сите препознаваат една таква благородна приказна што е позади се,
Не дека, ја знаеш како им кажам, им кажам, слушай, сакаш Господ да ви избрише тоа гревоите? Епа пушти 3 месеца на бубамара без пари и така пушта Ранко се. Ама реално препознава. Само за 3 месеци грешал, па добро. Да, мал се грешал. И сам ти кажам дека цела машинерија е со љубов, со емпатија. Тука нема пари, тука не зборуваме за пари. Тука сакаме само да допреме до читателите. И тој фидбек е страшен. Ја лани, преклани уствари, у ноември 24-та на Сирма промоцијата 1200 души дојда. Знаеш, тоа е, ја мислам, умека толку идат. 1200 души на промоција на книга, тоа е страшно. И сега тоа препознаваат луѓето. Веројатно е тоа некој флуид, некоја енергија. И ја сега што да напишам, мислам дека ќе го купат. Немој да злоупотребуваш. Не, само на подобро. Оно што на најправилен, да речем, можеби начин го употребуваше продажбата на книгите или таа хуманитарна нитка за која споменавме. На почетокот, ама сега вистина сакам да се задржам, бидејќи парите од продажбите на сите твои дела, на сето оно што го правиш оди во хуманитарни цели со различни аспекти, опаќаш, но сепак многу благороден момент кој не престанува и ве сите овие години. Затоа да не биде да овој да го кажеме би сакала, бидејќи зборуваме за емпатија, за хуманост и така натаму, но овде веќе прво е на дело се гледа и второ најчесто нели сите мислат дека кога ќе почне некој да пишува, кога зборуваме за продажби дека најголемиот дел од колачот или она што го сакаме нели парите за себе или за работувачката да не ја поделиме. Да. Мене пишувањето книги ме кошта, не земам пари, не давам пари. Од прилика вака у кратки црти, меѓутоа главен момент е таков беше дилот со издавачот, уште првиот ден. Или и вие ќе се откажете, и ја ќе се откажам. Иначе нема кај вас дилам, ќе барам друг. И се сложија. Сега како тргна тоа? Ја прво не сакав да јавно да кажувам дека сум или хуманитарец, дека сум така, нели благороден и така натаму, затоа што сикав што се ќе се експонирам. Меѓутоа, например, што се случи со детско село. Викам, мора да кажеш, мора да те снимаме. Викам, не ми е згодно сега, ја ќе се фалам, сум дал пари, не сум ја алкалоид или мак петрол или не, викам, мора да кажеш да бидеш пример за другите. И добро, кажав. И се деси таа година, 21 година, ја да бидам најголем донатор, Зоран Спасов од Козле, на СОС детско село, умериот, цела една, мене срам ме фати. Пази, овие големи гиганти компании беа 4-то, 5-то, 6-то место. Па од Цепај сине книгите, профитот, приходот, направивме игротека со библиотека на детска клиника за дечињава што седат подугачко, да си имаат столчиња, да си имаат книги. Па сега од Сирма утепа со продажба, правиме буквар читанка за нашите дечиња во диаспората и во соседниве држави. 20.000 читанки треба да се направат, специјално за нив и ќе бидат дистрибуирани по конзулати, Тоа се големи проекти од општествена одговорност, мислам, одговорни буквално. И така, се гордеам со тоа ствар. Мотивирачки за тоа, многу да. мотивирачки, Треба да се спомене, бидејќи вистина треба да бидеме со тие дела пример, да се потикнуваат уште повеќе добри дела или да речам хуманост која е за доброто на сите на крајот од денот. Сакаме да заработиме и за тоа работиме, но да не се заборави дека, како велат, се што делиш се враќа дупло и убаво е тоа да го имаме како чувство. Така. Кое ти е најубавото чувство кога ќе завршиш со една книга? И тоа е као да се породиш, ја претпоставам таква со пороđање. Дека целиот процес на стварање на книгата е па тоа го носиш. Па книга се пишува, не може многу брзо да се напише. Историска фикција мора да истражуваш. Реално овие афоризми што ги пишуваш, и мене ми се случувало по 4 дена да гледам у монитор да не може да напишам ни еден збор. Тука стварно треба инспирација да имаш ненормална, поготово хумор кој пишеш. Ова роман си е роман, можеш да цепаш, мада моите романи сите се фрагментирани, тоа значи поделени у кратки приказни за полесно читање. И сега не знам што да ти кажам тука. Кога ќе заврши? Кога ќе завршам, едноставно, знаеш како, ќе искочи книгата, ќе ја земам и ја читам дали сум зезнал нешто, дали треба нешто да допишам, дали тоа ме јаде, дали е ствекал што треба, уште не верувам, таа
така уште 2-3 месеца сигурно ми тлее, ама тоа е, не. А кој ти е доказот или кое е мерилото кое ти вели одличен си Зофи со оваа, на добар пат или ја спакува онака како имам што требаш? критичари, имам пријатели со пругата весница, они ми се најголеми, поготоа жена ми е најголем критичар. Тоа е, она никад не ме пофалила да каже, еј Зове, ти си Кој што знаеш жената. си бољи од Иво Андрич. Тоа викам, кажи ми го еднаш. Среќен и задоволен. Ама реално све прифаќам. Имам 4 души така од прилика што го читаат делово како што го пишувам и нормално уредничката. И тоа е. Ама се покажа како тим што победува и нема што да се менја. Во говорот и во овие книги кои ги споменавме каде што хуморот и сатирата не превладуваат, го задржуваш и си го негуваш оној дијалект скопски, жаргон. Да, ја што би рекол не е дијалект, него е јазик, скопски јазик. Затоа што, знаеш зашо? Затоа што по ослободувањето, нели, 44-та, 5-та, 6-та, и Нова Македонија е на скопски напишана. Нели, се ослободуе, пишуе, значи така е. После ние си го сменивме јазикот. Сега, тоа е, јас сум последниот веројатно мохиканец, нели, си отиде Данило Коцевски, и што се обидува, покушава, нели, да го зачува тој сленг, тој дијалект, што, знаеш, неколку пати сум кажал, допуштено е да се збори на струмички, тетовски дијалект, само на скопски не е допуштено у литература. Сега ние таа бариера ја пробивме и со Торонто Експрес представата и со книгиве мои и така натаму. Дури и таа книга што е Џаве живиш у Скопје е посветена баш на тоа, на скопски изрази. И тоа е, ќе се негои и ќе некад ќе го снема, тоа е 100%. Тоа е да, ако оставаме вака дела печатени, може би нема така брзо да го снема или нема да го снема, да речеме, ќе го учат генерациите, ќе го читаат, па ќе се потсетуваат. За фондација ни снемува време бидејќи има и многу приказни, има и многу разговор, но би сакала вистина и за фондацијата Македоника, која ја основуваше. Тоа ја основавме одавна. Сајам да кажам дека 2000 книги бесплатно се читаа. Не најдовме разбирање, нели, од државните структури, бевме препознаени од УНЕСКО, единствени во светот како таква приказна. Едноставно се ја стаја на умирување, веројатно у догледно време ќе ја обновиме. Тоа е еден неверојатен проект кај што ги балсамираме сите книги, ги балсамиравме, ги правевме достапни и бесплатни до сите читатели со регулирани права. И тоа така остана. Едноставно, не знам, тажна приказна на крај искочи. Не, ќе си ја види светлината на ја мислам, на крајот од денот, има мислам. план. Да. Ако да речеме твојата последна книга треба да е порака до луѓето. Која би сакал да биде таа порака? Што би сакал да оставиш како порака? До луѓето? Да. Make love, no war. Значи, тоа е, нас ни фали емпатија. Значи, тоа не е Божја заповест, они мислат дека е, меѓутоа сакај го ближниот свој исто повеќе од себе си. Тоа е пораката, зашто љубовта е давање, не е примање. Тоа ни фали. Колку уште многу мислиш дека имаш да дадеш кога пишувањето е во прашање? Не уморен сум тука, да, не, дека тука... може човек се исцрпува, па ќе рече сега ми треба пауза, но кај тебе тоа некако тоа ми е храна, тоа ми е многу брзо одат издавањето на книгите и страшно доаѓаат. Страшно брзо. Што да очекуваме по Гоце, живот или смрт? Па сега на раскрсница сум, една театарска представа ми е така прилично у завршна фаза, а имам уште една историска фикција. Исто така ја имам угла, не сум ја ни почнал, ама жена ми после секоја излегување на книга, но 3-4 месеца ми забранува да пишувам. Да. Бидејќи долг е процесот и веројатно концентрацијата и фокусот па не се, мора да ја се запоставиме, па да, така. А љубовта често ја споменувавме вечерва, така да не заборавај на таа љубов која ни е многу важна и ни е двигател, љубовта од блиските, од најблиските. Има, само да ти кажам, има едно испитување, 70 години траело испитувањето на Универзитетот на Колумбија, кај што е среќа. Тоа било ствари испитувањето. И се испоставило дека односот со партнерот, со семејството и со пријателите. Ништо друго. Пари нула влијаат на среќа.
И тоа е. Многу Ние го често изгубивме. забораваме на тоа во трка да. за успех или сето она што не се сервира, се е сензационализам, живееме вистина во некое такво брзо динамично време, ама еве ние, барем јас преку емисиите, луѓето со кои зборувам, верувам дека вредат да се слушнат и да се видат, затоа што даваме една друга, односно слика, зборуваме други приказни кои верувам дека барем ќе не освестат во моментот и ќе не вратат на невистинскиот пат. Да не забораваме дека вистина љубовта е одговор за се и дека емпатијата треба да биде многу повеќе присутна и само тоа е спасот, можем да кажам и јас. Читањето книги е исклучително важно, нека бидат еве на крајот и во електронска форма. Дали вака ми доаѓаат прашања, иако ми имавте преска за да скусувам, преводот на книги те интересира, би сакал надвор да бидеш преведуван, продаван? Па, би било убаво. Било убаво, меѓутоа се работи за македонски делови од нашата Голгота. Тоа малце тешко. Сега во сабота имам со Неле Карајлич состанок за една од книгиве Цепај синова, што е хумористична, да кажам, да се преведе на српски. Он е така еден од ретките што би можел да ја преведе. Ама тоа е. Границата е тука, не пишувам сега која Агата Кристи таму го тепа у возот, па он се качи, се симна. Да не биде следниот разговор на таква тема. Не. Да се множат книги и продажба, затоа што средствата одат во вистински цели, можам да речам. И благодарам што постоиш и што со своето делување го правиш светот или нашето живење овде поубав. Фала за убавите зборови, Живкица. Верувам, мислам, ова што го кажувам, не го кажувам затоа што вечерва си гостин, вистина верувам во сето ова, познавајќи те како човек, како вистина човек со многу големо срце, многу искрен и знам дека сето она што го правиш и кога медиумите се во прашање и сега години назад книгите е направено со чиста искрена љубов и кон земјата и кон она да живееме во подобар свет полн со љубов. Верувам и овие чувства преку екраните некако ќе допрат до нашата публика. Верувам дека ќе станеме посвесни дека љубовта е решение и одговор, дека читањето е исклучително важно и запознавањето на се она што значи припадност и историја. Ако ви бевме интересни, и репризните изданија ги имате на Жилет на македонската телевизија и верувам во следното издание со нови интересни гости. Зов, благодарам. Благодарам и тебе. Baby, should have never, oh baby, should have never made you cry. Because since you went away, don't you know I sit around with my head hanging down, and I wonder who's loving you. Life without love